Дами и господа, со огромно задоволство и радост би сакал да ви посакам добре дојде во Охрид, културната престолнина на Република Македонија. Како домакин на вториот поред безбедносен форум на Евроатлантскиот партнерски совет, имаме голема чест и привилегија да ви овозможиме пријатен престој и работа покрај Охридското езеро, кои долго ќе ги паметите. Охрид е еден од трите најстари тектонски езера во светот и на широко познато како бисер на Балканот. Тука можете да најдете богати археолошки наоѓалишта, кои сведочат за нашата уникатна култура и обичаи. Ве охрабрувам да ги видите. Охридскиот регион е познат со своите 365 цркви за секој ден од годината по една, кои датираат од средниот век, како е познати и по еден од најстарите универзитети во Европа, во 9 век. Владата, но пред се граѓаните на Република Македонија, со нетрпение го очекуваат денешниот настан. Одржувањето на форумот на Евроатлантскиот партнерски совет во Охрид ја символизира нашата долгогодишна заедничка соработка со НАТО членките и партнерите. И навистина можам да ви уверам дека таквата соработка, силната посветеност и верба кон споделените евроатлантски вредности им се многу блиски на граѓаните на Република Македонија. Анкетите од март оваа година покажуваат дека дури 92% од граѓаните го поддржуваат што поскорото членство на својата земја во евроатлантското семејство. Таквата поддршка беше потврдена и минатата недела, кога во Собранието на Македонија пратениците едногласно го поддржаа придружувањето кон НАТО. Тоа е само уште еден позитивен доказ дека граѓаните и политичките лидери на Република Македонија знаат како со заедничка визија да се движат напред. Дами и господа, мирот, безбедноста и развојот во современиот свет меѓусебно се поврзани повеќе од кога и да е. Заканите по овие основни вредности се закани по сите нас. Тероризмот, транснационалниот организиран криминал во сите своји форми и корупцијата се главниот извор и причина за нестабилни места насекаде во светот. Трансатлантските и глобалните алијанси се суштински за одбраната на мирот и борбата против заканите по мирот, преку заеднички интервенции кои придонесуваат кон вистинската регионална и глобална безбедност. Евроатлантскиот партнерски совет и неговото широко членство е соодветна рефлексија на таквата акција. Во оваа прилика би сакал да го поздравам и првото учество на форумот на новите членки на овој совет: Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, со што денеска броиме 49 земји членки. Тоа што сите нас не спојува во долгогодишната соработка во рамки на Советот се нашите напори за собствена трансформација и унапредување на нашите земји. Тоа што исто така не спојува е нашата свесност за потребата од унапредување на нашата соработка во справувањето со современите предизвици, потреба за повеќе проактивни активности, безбедност, стабилност и превенција од идни кризи. Во моментов сме исправени пред предизвикот за тоа како уште повеќе да ги зајакнеме заедничките напори. Самитот на НАТО ги даде сеофатните политички насоки со кои се обезбедува рамката на приоритетите на Алијансата во наредните 15 години. Пред нас е самитот на Алијансата во Букуреш следната година, каде ќе се потврди посветеноста на членките и на партнерите кон имплементацијата на тие приоритети. Затоа сметам дека токму овој форум се одржува во круцијално временски термин. Средбата на партнери кои се со споделени визии и споделени грижи ни ја дава можноста да ги споделиме најдобрите искуства и да развиеме заеднички стратегии за тоа како најдобро да одговориме на безбедносните предизвици со кои сите се соочуваме. Почитувани дами и господа, во текот на денот ќе ги разгледувате прашањата за Авганистан, за Балканот и за енергетската безбедност. Во април годинава во Осло, како и овој месец во Брисел, земите членки и партнерите кои ги поддржуваат
ИСАФ, ја покажаа нивната посветеност за ефикасна имплементација на заклучоците од самитот на Рига, насочени кон подобрата интеграција на воените и цивилните напори во Авганистан. Ваквите чекори помагаат кон понатамошна изградба на демократските институции во Авганистан и воспоставување стабилност и борба против корупцијата и криминалот и успешно комплетирање на мисијата предводена од Алијансата. Бројни задачи остануваат на теренот, за чие успешно завршување е неопходна синергијата на членките и партнерите, како и синергијата на НАТО со Европската Унија и со Обединетите нации. Во наредните месеци, значајни одлуки се очекуваат за еднината на Балканот. Политичката одлука за Косово и неговиот статус мора да ги елиминира постоечките и потенцијалните закани и да придонесе кон севкупната стабилност и просперитет на регионот. Паралелно, политичките одлуки на земјите членки на Алијансата за што поскора целосна евроатлантска интеграција на регионот ќе бидат круцијални за почетокот на комплетирањето на тој процес. Со приемот на трите кандидати Македонија, Хрватска и Албанија на самитот во Букуреш во април 2008 година. Долгорочната енергетска безбедност е посебен предизвик на локално, регионално и глобално ниво. Суштинското решение и на овој предизвик лежи во заемната поддршка и солидарност меѓу земјите. Само заедничка грижа и компатибилните безбедносни политики може да го гарантираат успешното управување со енергетските ресурси и енергетската безбедност.